Тројцата трговци и тројцата измеќари. Чита Александар Станојков. Си биле тројца трговци, тие си имале дуќаните едно до друго и дабаргу си оделе еден у други на разговор. Едно утро отвориле разговор за калфите, кој колку го имат главен. Првиот реколот и го имал 500 грошеи, вториот реколот 1000 грошеи го имал, третиот реколот 1500 грошеи го имал. Тој што го имал 1500 гроши, при се што му бил толку скап според друзите, а арно ама пак се благодарил, при се што му плаќал 1500 гроши. Друзите трговци, кога чујал ти се фалит трговецот, ватија да му се смеат и да го прават за будала што давал толку пари. Давам пријатели 1500, ама имат заошто. Оти се чинит мојот калфа и 3000 гроши, а вашите дечидат и толку колку што му даате. Ајде и пратиме на скеле, нека видат што стока дошла и дека ни кажат секој одбашка и ќе видите кој калфа чинит поеќе. Се согласија и пратија тројцата калфи да видат што стока имат и да му кажат. Отишле калфите и си дошле. Двата му кажале да трговците оти дошле ѓемии, тој што бил главен 500 така рекол, тој што земал 1000 казал оти 10 ѓемии биле се со стока. Подив стасал тој што и земал 1500. Ебре калфа, му рече мајстор му, што има, што нема на скелето? Мајсторе, се имат на скеле, само човек пари да имат. На скеле дошле 10 ѓемии. Едната со каве јеменско по 12 гроша ока, втората ѓемија со шеќерот по долниот по 1,3 черека, третјата со железо од ингилиско по 1,5 локата. И така беше му кажал за сите ѓемии која што досела и која зајре колку пари. Тога му рекол мајстор му, побратимовци, дали видовте што кажа мојот калфа и што кажаа вашите? Видовте оти си чини мојот и вуд веругата што му ја давам? Тога и беше му се наполнила главата на друзите, оти ефтиното месо е поскапо од скапото.